Информациите стигнуваат до вас. Што и да кажат големите сили, ние грците никогаш нема да ве наречеме македонци. Солунскиот митрополит повторно со пораки до нашата земја. Свесен дека е еден од ретките кој во континуитет се занимава со македонско-грчкиот спор, свесен дека токму затоа може да најде на критики, сепак Антимос им објасни на верниците дека никогаш не треба да престанат да зборуваат за проблемот со името, а како што рече, тие што го критикуваат не ја знаат реалноста. Не треба никогаш да престанеме да говориме за скопското прашање. Ниту ние, ниту политичарите, ниту сите грци. Тие дошле во 6-7 век во регионот како словени, додека пак случајот со Александар Велики започнува од 8 век пред нашата ера. Задржете си го името Скопје, името Пелагонија или Вардарија. Македонија нема никогаш да ве наречеме, затоа што сте скопјани и словени. Антимос говореше и за изложбата за Александар Велики во Парискиот Лувар, а не заборави уште еднаш да го спомене и споменикот во Скопје, велејќи дека официјалното име е Воин, но во свеста на народот тој е Александар. Кога би можел Александар да се симне од таму каде што е поставен за да види што пишува на надписите, нема да може да разбере ништо, бидејќи вие го имате напишено на скопски, додека пак она што тој го говореше и ширеше беше грчкиот јазик. Солунскиот митрополит на минато неделната миса им објасни на верниците дека ние инсистираме на името Македонија, бидејќи имаме територијални претензии. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.